Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, тука е Суат Сефери од ВИС сега експерт за вештачка интелигенција. Господине Сефери, добро дојавте во телевизија 24 во студио 10. Прв пат сте кај нас. Добро ве најдов и многу ми е мило и драго што сум присутен кај вас. Јас сакав и да присуствувам и порано и чест ми е задоволство да сум сега присутен. Да, имавте скоро една промоција, ајде да речеме, на вашата работа, каде што објаснивте што е ВИС сега, што значи, со што се занимавате, па еве чисто за вовед во разговорот. Што е ВИС сега? Значи, ВИС сега е невладена организација која што се бави со едукација, промоција и што би рекле raising awareness, значи до луѓето, за да знаат што е вештачка интелигенција, како би можело да се користи на најпродуктивен и најлесен, добар начин. Да, работите на ова поле. Вештачка интелигенција е нешто што, ајде да речеме, тоа го кажав во најавата, нешто што не само што ќе има влијание во нашите животи, нешто е присутно или нешто што треба да го научиме, туку нешто што драматично ќе ги смени нашите животи. Не знам дали сме се уште свесни целосно за тоа. Па еве за тоа, што мислите вие, како вештачката интелигенција ќе го смени светот и тоа во блиска иднина зборуваме, и како ние тоа ќе го почувствуваме? Значи, ние се повеќе сме свесни дека вештачка интелигенција веќе го менува начинот на кој живееме, работиме, комуницираме, но не сме свесни со брзината која таа се случува. Значи, дури почнувајќи со последните надградби на оперативните системи, почнувајќи од телефони, од лаптопи или било кои оперативни системи, значи вештачката интелигенција веќе е интегрирана во самите системи, и тоа значи дека ние ја користиме секојдневно, често без да бидеме свесни за тоа. Најголемите промени се забележуваат на автоматизација на административни задачи, создавање на анализи, на содржини, имаме исто и персонализирани услуги, каде што тие обично нудат, веќе и нашите оператори мобилни имаат некои ботови, каде што нудат некој мини супорт. И исто така најголемиот проблем е што технологијата напредува многу брзо без да ние бидеме подготвени за тоа. Да, многу брзо се менуваат работите. Јас гледав, например, едно интервју со Елон Маск, ми се чини кај Џо Роган беше, каде што зборуваат за тоа, и Елон Маск, бидејќи они нели се во трка за тоа кој ќе развие подобра вештачка интелигенција, Елон го развива Грок, асистентот, тој вели, буквално секоја недела сме вчудо невидени од некој нов развој во технологијата. Вели, секоја недела се изненадуваме. Толку брзо се развива. Такви нешта слушавме, например, и од шефот на Microsoft, и на дека, не знам, за 3 години, за 5 години, дека работите драстично ќе се сменат. Ми се чини дека тоа најмногу ќе биде погодено, ако зборуваме сега каде ќе бидеме ние погодени, во работните места. Дека вештачката интелигенција ќе замени многу професии, особено онаму каде што ќе нема потреба од луѓе едноставно. Мислите ли дека тоа брзо ќе дојде и кај нас? Значи, како што го спомна, Грок е добра алатка за препознавање на фейк ньюс, зашто го прашуваш, пример, ботот дали фейк ньюсот е валиден или не. Значи, секоја технологија има и позитивни страни и негативни страни. Значи, најпогодени ќе бидат позициите каде што се повторливи, рутински и имаат предвидливи задачи. Значи, ова вклучува административна подршка, како што спомнав, основна техничка подршка, обработка на документи, податоци, информации, како што се и делови од дизајн, маркетинг, па дури во новинарство, затоа што во новинарство поголемите портали веќе имаат некој си автоматизиран систем, каде што објавуваат сами новости, пример во 1, во 2, и тоа е еден дел од вештачка интелигенција кој што е индиректен фактички. Во домашен контекст, многу административни и комунални услужни позиции би можеле да се трансформира со промена
Например, како што спомнав, изработка на извештаи. Меѓутоа, истовремено ќе се отвори потреба за нови работни позиции, каде што тие луѓе што исто да го правеле, ќе бидат само надградени за да ја вршат контролата на тие документи, на тие измени што ќе бидат правени, пример, во комунални или во административни работни позиции. Дали ќе има измени? Да, зашто ова е некоја дигитална трансформација и секогаш тие мора да бидеме во чекор со времето за да се надградиме и да знаеме што се случува, за да бидеме спремни со тоа што е следно, нели? Да, го гледав, например, ми се чини дека беше баш на Microsoft директор еден кај што зборува, вели ние веќе сите јуниорски позиции кај програмерите ни се заменети со вештачка интелигенција. Не знам, вели за кратко време тоа ќе бидат и средните позиции, а веројатно потоа мисли на сите. Значи, програмерите се едни од веројатно од професиите кои ќе бидат погодени. Прочитав например дека многу ќе бидат погодени докторите, дека не знам за X години дека ќе нема потреба од лекари буквално со вештачка интелигенција, но не гледам навистина професија каде што нема да бидат погодени. Вие ги спомнавте и новинарите. Еве видовме например дека најновиот енџин на Google VO3 прави комплетно цели вести. И тоа за видео зборувам, за телевизиски вести со презентери, со вести, со се, каде што вие нема шанси да препознаете дека тоа не е вистински. Значи, мислам дека навистина многу професии ќе бидат погодени и тоа во блиска иднина. Па за тоа спомнав, значи, во секоја технологија треба и надградба. У било која ваква дигитална или било каква трансформација, како што го спомна Google има и друга алатка што е ноутбук LM, што е таа. Значи таа алатка според твојот текст или според твоето додавање на информации, дополнување на информации на алатката, ти прави цел блок, цел аудио блок, нели подкаст и други работи. Значи има многу алатки каде што во моментов има една голема поплава на такви алатки и најголемиот проблем доаѓа прашањето за етиката на користење на вештачка интелигенција. Да, етиката, вие имате пишувано за тоа, го видов вашиот блог, етиката во вештачката интелигенција. Каде е проблемот тука во употребата на вештачката интелигенција? На што треба да внимаваме? Кои се црвените линии? Црвени линии има многу. Да. Но етиката во вештачка интелигенција значи ние да поставиме јасни граници таму каде што може да се наруши човечкото достоинство, еднаквост и приватност. Значи најважно е вештачка интелигенција да не дискриминира, да не носи одлуки без човечки надзор и да биде транспарентно, односно луѓето да бидат тие носачи на одлуки. Затоа што доколку користиш ботот некој извесен период, он те профилира тебе и аналогно со тоа што он тебе те знае, ти дава и одговори. И многу е важно доколку се креираат вакви платформи, како што сум спомнал и во таа бела книга или извештај или не знам како да го наречам, значи, важно е програмерите, тие луѓето што го развиваат тоа, значи да прават тестирања на такви апликации за да нема еден таков вид на дискриминација на луѓе. Тоа е многу важно. Како мислите, можете ли ова да не го објасните малку повеќе? Пример, јас имам 100.000 промпт во ChatGPT и му кажувам според 10 години, според следните 10 години така ме гледаш ти мене, според мојот профил. И он ти кажува кај те гледа тебе, која е еднината. Меѓутоа, доколку цело време врз база на вашите врз база на твојот профил. Интеракција, да. Да. Меѓутоа, доколку истото го прашуваш или почнуваш го користиш службено и си HR или рекрутер, може да направи дискриминација на пол, на нација, на боја, ме разбира. Значи тоа е многу важно. Доколку се креираат вакви алатки, треба да се има предвид и тој вид на дискриминација. И затоа девелоперите или програмерите што развиваат вакви апликации, они треба да го тестираат тоа многу пати за да видат резултатот, дали е тој или дали има некој таков вид на дискриминација и тоа тестирање треба да се одвива
да кажеме еднаш годишно, за да се профилира пак апликацијата што е развиена во таа сфера. Значи, кога зборуваме за дискриминација, за опасност, нели, од дискриминација по разни основи од страна на вештачката интелигенција, значи она се разбира тука не зборуваме за свесни действија, туку значи сакате да кажете дека алгоритмот, програмот може така да прочита дека така треба да прави. Мисли дека така треба да постапува, нели? Да, доколку не му дадете јасни насоки, доколку не го програмирате како што треба. Да, затоа и спомнав уште на почеток, значи ние ја користиме вештачката интелигенција, меѓутоа не сме свесни колку ја користиме и како ја користиме. Затоа е многу важно ние да бидеме едуцирани у тој дел како, што, кои би биле регулативите, зошто би биле регулативите и сметам дека нашата држава треба да донесе некоја законска рамка, па било за компании, за образование, за невладини организации, за било кој што ќе го користи тоа како алатка, да има еден вид етика и етичка примена на тоа, нели? Да. Ја читам анализата кој вие ми ја пративте претходно, каде што е една анализа во поглед на нови прашања, па еве кои се прашањата? Вели како стоиме во споредба со соседите кога станува збор за стратегии, етички правила, образовни иницијативи за вештачка интелигенција? Кои се најдобри примери од регионот, како македонските стартапи веќе ги менуваат правилата на игра? Значи, отприлика тоа е како стоиме еве ние со регулативата и што мислите дека би требало да се направи? Види, ако направиме споредба со државите во регионот, како што сум го направил на извештајот, значи моментално води Србија во Балканот, се разбира после Бугарија и Грција, затоа што они веќе имплементираат ЕУ акти, каде што сите регулативи и имплементации ги прават според тој ЕУ акт. Меѓутоа, Србија е единствена што развила некоја голема систем сала во Ниш, мислам, или во Крагуевац, не сум сигурен. И со тој начин Србија веќе има некоја рамка кон што да се води државата. Значи, ние воопшто немаме таква рамка како држава. Значи, треба да се размисли за креирање на таква рамка, еве сега со новите министерства, нели, за дигитализација што го имаме. Сметам дека треба да се почне некој таков процес, па да се викнат експертите што го разбираат тоа поле, па има и правници што се и етички, нели, во тоа поле. И сметам дека поголемиот дел од јавноста и администрацијата се веќе користат застарени системи и аналогни процеси што ги користат, значи се уште стратегијата што треба национално да биде не усвоена. Ние како невладена организација се уште сме на почеток. Имавме неколку активности, но немавме доволно затоа што се уште сме млади. И моето лично искуство од јавни дебати, од консултации, од компании што кои работам и приватно, покажува дека луѓето имаат интерес, но често не знаат од каде да почнат. Значи, им треба некој гајд, им треба некоја регулатива, им треба нешто за да он почне да го развие тоа како идеја, како стартап, како било што. Да, кај нас, како што вие велите, институциите имаат застарени софтвери, а не за вештачка интелигенција, да зборуваме. Ми се чини дека таа тема, како што велите, на државно ниво, како стратегија, воопшто не се разговара за тоа кај нас, а камо ли да се работи нешто така? Кај нас сега, мислам дека се усвои еден закон за сајбер безбедност. Сега, меѓутоа, сметам дека еве, пример да кажеме во образованието конкретно, во средните училишта, почнувам од сам себе, имам ќерка која што е во гимназија, 3-та година, значи првите 3 години има смер математика, а она отишла да учи за јазици или за, не знам, нешто друго. Зошто една година, 3-та година да кажеме, не се направи еден смер дигитална безбедност или дигитална трансформација, каде што таму би можело децата да се едуцираат како да се заштитат, нели, од интернет сферата, зашто децата се најпогодени од сето ова и пример како да знаеш да користиш вештачка интелигенција. Значи тоа е еден нов предмет и затоа сметам дека образовниот систем во Македонија се наоѓа пред некоја
клучна транзиција, каде што кога станува збор за вештачка интелигенција е многу проблем, иако постојат значи поединечни иницијативи, меѓутоа сепак недостига таква сеопфатна стратегија што би овозможило систематски да се развие тоа и за да се воведе вештачка интелигенција во наставата и управувањето. Да, ние видовме дека британскиот премиер Стармер, баш вчера читав, британците планираат десетици, ако не и стотици милиарди фунти да вложат во вештачка интелигенција, и тој вели Британија нема да биде само корисник, туку ќе биде произведувач на вештачка интелигенција. Ние ќе ја креираме вештачката интелигенција. Ние сме многу далеко од такви размислувања, ми се чини. Ние треба прво да се научиме да имплементираме. Види, јас имам многу мотив, многу желба, многу амбиција, зашто сум 25 години во IT индустријата. Од 2022 сум во вештачка интелигенција и сум креирал еден таков мини LLM кој е на македонски јазик и тој е јавен и планирам тој мини LLM значи да се надградува и да се дозволи да се даде како фри, да се користи нели или државно или институционално или на било кој начин или да се учи, да се истражува тоа. Што е тоа? Може да не објасните? Значи тоа е large language model, така се вика, и имам ставено на база од 6 гига и базата е фри од Википедија, кој што доколку го инсталираш и тоа локално, ја симнува и таа база и според тоа прашуваш колку жители има Скопје, он ти одговара на македонски јазик на тој начин со базата информациите што ги има од Википедија. Да. И овие се некои од иницијативите што ги имаме, меѓутоа има и доста луѓе, има и доста интерес што се интересирани, сака да придонесат во тоа. Затоа јас најголемиот недостаток го гледам во креирање на таква рамка, за да може на нас сите да ни угоди, да ни каже пример како да се движиме како граѓани. Тоа е многу важно. Да, Сефер, има еден друг момент кој мене ми е, например, интересен. Вие дека сте, еве, и во IT индустријата, подобро го знаете тоа. Сега ми се чини дека кога гледаме онлайн и кога гледаме реклами за ова, за она, за секакви апликации и така натаму, дека се AI, се AI, ова AI, она, но ми се чини дека не е баш така, дека сега е веројатно модерно и се оди, колку навистина од работите кои се прокламираат се вештачка интелигенција, колку се некаков тип на софтвер. Значи да И како да ги разграничиме што е вештачка интелигенција, а што е едноставно софтвер, некој пребарувач, така натаму. Така, значи секој сака да биде во тренд и тоа е еден вид на маркетиншки трик. Меѓутоа еве да почнеме од овие нели онлайн курсевите што се. Да. Онлайн курсевите значи има многу доста добри кредибилни курсеви каде што имаат партнерство со MIT, нели со универзитетот што е во Америка, имаат со UK универзитети и реално има и од другите компании што нудат такви курсеви, меѓутоа он ти нуди само формален курс, чисто да добиеш сертификат. А овие што се покредибилни малце, значи тие ти дават и практична примена на вештачка интелигенција за да види докај си стигнал ти, како си стигнал ти дава тест, ти дава све. Дури имаш човек каде што те насочува лайф доколку имаш потреба и тие се кредибилни работи. Меѓутоа најдобри резултати се постигнуваат кога онлайн учењето се комбинира со практика и со следење на напредокот и тие реалните примери што ги спомнав се тие кредибилни компании, кредибилни што дават такви услуги. Има и други што не дават, фактички во секоја сфера и секој сервис има и добри и лоши услуги. И сега ние треба сами да се едуцираме, да видиме кој е добро, кој е не, или да направиме еден ресерч доколку сакаме да влеземе во нешто. А во однос на апликациите кои се продаваат за се што, кај што сите се рекламираат дека е AI, дали навистина се AI? Се AI, значи во 100% AI во моментов е само ChatGPT, зашто таа е единствена платформа што е еден сервис, една услуга, нуди AI, моментално.
Другите платформи како што се Microsoft или како што се Google или како што се Perplexity доста го користат новинарите, затоа што ти пласира новости, ти пласира реални новости во реално време, анализира други работи, пример во новинарството. Microsoft има интегрирано во самата нивна платформа Copilot, каде што ти можеш да креираш мултипл агенти. Значи, најголемиот дел од медот, да кажам, го земат овие најголемите компании и сите што сакаат да се трудат, некои може да успеат, меѓутоа не верувам дека ќе успеат сите, затоа што многу голема конкуренција е во прашање и се во ова во AI што како тренд се покачи сега. AI постоело години уназад, значи не од сега, меѓутоа се е истакнато и со ChatGPT би се чини го издаде на површина, да. Да, и сега истакнато и сите сега се трудат да креираат, да прават нешто. Меѓутоа дел од AI во минатото било автоматизација. Тоа е целта. Да. Сега има и не толку добри сценарија кога зборуваме за развој на вештачка интелигенција, значи да не одиме во филмот Терминатор, каде што знаеме дека тоа не заврши добро за човештвото на крај. Но предвидувањето се дека кои се негативните работи? Едно е ова што го зборуваме за губењето на работни места. Второ, дека процесите се повеќе ќе станат автоматизирани, а и онака луѓето се премногу зависници од технологија, со телефони, со така натаму, дека ќе не направи и понатаму уште помрзливи или уште позатупени во некој поглед, се помалку ќе размислуваме како да ги направиме работите, па до таму дека вештачката интелигенција навистина со овој еден неверојатно брз развој, дека на крајот навистина ќе почне да ги презема работите во своји раце. Значи тоа се негативните, ајде да речеме, концепти кои се почесто се спомнуваат. Така, значи опасностите во вештачката интелигенција не се само технички, туку и човечки. Значи, ако премногу ние се подпираме на ВИ за секојдневни задачи, значи постои стварно реален ризик да се навикнеме на брзи и лесни одговори, што може да ја намали нашата способност за самостојно да размислуваме и да носиме одлуки. И ова дигитална мрзеливост што би кажал, значи може да доведе до тоа луѓето да се чувствуваат помалку мотивирани да учат нови работи или да се соочуваат со реална проблематика, реален предизвик, и дека технологијата, значи го превзема тој дел на нивниот напор што они треба да ја користат логиката, треба етиката, зашто некој би го казнел, да кажеме, нели, условно. Сепак, нината не мора да биде негативна. Значи, ако поставиме ние јасни етички стандарди за да поттикнеме дигитална писменост и да го задржиме човечкиот фактор во несењето одлуки, вештачка интелигенција може да ни помогне да бидеме поефикасни, креативни и клучно е да ја користиме како поддршка, а не како замена. Значи, тој мајндсет треба да го имаме. Да, а колку верувате во тие апокалиптични сценарија? Значи, читавме некој, не знам сега дали тоа е урбана легенда, дали е точно дека кога разговарале два ChatGPT бота или од различни вештачки интелигенции, дека после некое време одеднаш преминале да разговараат на свој некој јазик или на некој изумрен јазик што ние не го препознаваме, или она дека кога еден програм требало да го исклучат, дека тој почнал брзо да се размножува на друго место за да се одржи во живот. Ги читаме тие работи, сето тоа навистина наликува малку на сценариото од Терминатор. Верувате ли во такви можност, во такви, но еве што е реално, ајде да кажам ја, дека некој систем на вештачка интелигенција може на пример да превземе контрола од нуклеарни ракети, да речеме, каде што знаеме дека тоа што би се случило, тоа веќе мислам теоретски барем постои опасност. Да. Значи за тоа досега зборував малце за етиката, за тоа што тие што ги креираат тие работи треба да го размислуваат тоа, не тие што го користат.
Се разбира, да. Да, и тие што ги креираат тие работи, треба да се тестира тоа постојано и да се види дали има некој вид на таква носење на одлука, на такво нешто. Меѓутоа, Microsoft, како што спомнав, како платформа, доколку ти се преплатиш на Microsoft ти нуди да креираш multiple агенти во multiple departments, да земе multiple мислење и да ти даде со еден друг агент конкретен одговор. Значи, ова веќе постои. Тоа поврзувањето на агенти, агент 1, 2, 3, агент во финанси, агент во администрација, агент во HR. И ти кога поставуваш прашања, он ги прашува сите, си комуницираат они меѓу себе и ти носи тебе конкретна одлука и конкретен одговор. Меѓутоа, одговорот што Microsoft ти го носи аналогно на тие информациите што ти си му го дал, како информација. Меѓутоа, за да постигнеме во такви терминаторски филмови, мислам дека сме многу далеку. Да. Тоа е одна прашање дали ќе добие некогаш таа вештачка интелигенција самосвест, дали ќе стане свесна за самата себе си или ќе остане само програм кој ќе исполнува задачи. Развивањето на вештачката интелигенција се одвива во 3 етапи, каде што почнува од Narrow AI, General AI, Super AI. Ние моментално се наоѓаме во Narrow AI, каде што се движиме во непознатото значи во креирањето на регулативи, значи во светско ниво. Значи, затоа викам, креирање на вакви законски рамки е многу важно за Македонија. Значи, мора да се почне од негде, затоа што многу работи во иднина ќе зависат од овие. Значи, приватните компании веќе користат со законите од USA или од Велика Британија или од алатките што они ги користат. Меѓутоа, Македонија како Македонија треба да има некоја законска рамка, ако не ништо друго да се поврзе со европскиот акт, затоа што кон Европа одиме, нели? И според тој европски акт ќе се движиме и ќе ги правиме измените како што Европа размислува, затоа што ние сме во Европа. Многу е важно, значи, да имаме таква законска рамка, затоа што од таму се почнува све. И приватните компании веќе развиваат многу добри алатки, има некои компании што ние не ни ги знаеме дека постојат во Македонија, а тие продаваат во светско ниво апликации. Пример. И тие користат вештачка интелигенција за пронаоѓање работи, за маркетинг, има една компанија што ја спомнав на извештајот за модели. Значи, има многу такви компании што функционираат, ние не ги знаеме, меѓутоа не се истакнуваат. И доколку законски тоа се имплементира, се примени, таа компанија можеби ќе може да придонесе во креирање на некој вид регулатива, на некој вид закон, зашто искуството доаѓа од луѓето што работат. Да. И еве да завршиме, вие малку го начнавте тоа како прашање во однос на образовниот систем. Колку образовниот систем треба да се приклучи кон ова веќе револуција на користење на вештачка интелигенција, ми се чини дека тука доста заостануван. Значи, образованието има суштинска улога, значи, во вештачката интелигенција, поготово во етиката, затоа и го спомнав преска, треба барем еден предмет да се додаде како, нели, настава. Значи, не е доволно младите да учат само технички вештини. Важно е младите да знаат и да разбираат кои се етичките ризици. Пример, кои се сајбер безбедносните ризици. Ако етичките теми се дел од наставата, учениците мислам дека ќе знаат да препознаат, да реагираат. Пример, ако ми се деси нешто, кај јас би пријавил. Знаеш, треба некои такви работи да се истакнат, да се покажат, да се знае дека имаме нешто, постои нешто и на тој начин да се одвиваме напред. Значи, ако не почнеме, не можеме да одиме напред. Да. Добро, еве со овој разговор се обидуваме да ја подигнеме свеста за вештачка интелигенција, за користењето, за регулативите, за образовниот систем. Суад Сефери, од ви сега ви благодарам за учеството во Студио 10. Благодарам и на вас. И со ова го завршуваме и овој дел, остануваме на истата тема, се разбира.